На автобуската станица во Делчево, Александар заедно со уште 30 на своји сограѓани го чека автобусот кој треба да го однесе до италијанските Лозија. Тој ја напуштил работата поради ниската плата и веќе неколку години оди сезонски на работа по Лозјата во Италија, каде може да заработи и 3000 евра за 2 месеци. Работев, се откажев поради ниските плати, ниски примања, фамилиарен сум, нема доволно за екзистенција и сме приморани да тражиме друг излез. Прво, сме одвојни од фамилијата, што е најтешко. Друго, патот е многу далечен, нон-стоп патување, на 3 месеца одиме, дојдеме и така. Па има доста. Има од Делчево, Каменица, Виница најмногу. Денеска од Делчево и Каменица има еден автобус полн и од Виница уште еден и така. До Александар автобусот го чека и Методи, кој живе и работи веќе 10 години во Италија. Па зависи тие наши тамошни са кооперативи, таква, мачат ги све то, дава им по 5 евра, по 6, по 4 и што да прават. Ама тука па иш нема и мора да да работат. Швейцарија е подобро платено, само што тамо нема толку многу Лозија. Тамо полубо живеат, полубо работат, тамо кој може да си најде работа. Сезоната за чистење на италијанските Лозија ги празни градовите од истокот, во потрага по подобар живот со торби полни храна, бугарски пасош в джеп и со надеж дека сезоната за работа ќе им донесе плодна печалба. Само за неколку дена од Делчево и Каменица заминаа над 500 луѓе, најавувајќи сезоната за работа на италијанските Лозија. Од банката напуштикаме тоа за Италија. Не се сме оди таму да напуштиме стека. Зошто да? За пари. Повечко, помалку. Тешка ли работата таму? Тешка. На плюс 40 степена температура врчи. И тоа по 10 сат. Но за Италија заминуваат и постарите. Тие таму си ги чуваат внуците. Па, да чуваме децата. Ке знаат и ке сино. Тоа. Да помогне. Да, работат оние, ние ќе чуваме деца. Па некој пат и работам, а некој пат мисля и децата чувам повеќе. Да, сабота и недела поработувам така. Кога се слободни, ќерка ми зетни, работа, а и децата чувам. Вработени и невработени работници, но и административци заминуваат на печалба по италијанските Лозија, а овде се празнат градовите и фабриките. Сезоната за работа по европските Лозија ја започнува Италија, а ја продолжува Швајцарија и ке трае се до крајот на октомври. Се очекува илјадници македонски печалбари и ова лето надежта за подобар живот да ја побараат на плантажите со Лозја. Колку од нив нема да се вратат.